легализацијата на диво изградените објекти во градот е процес на кој што општина Велес му придава големо значење. Со оваа можност преку граѓаните можат и семејствата за 1 евро по квадратен метар да ги озаконат нивните домови, објекти за семејно домување, како и од различни причини биле изградени без потребната документација. Денеска сакам јавно да ви известам дека од донесувањето на Закона за легализација на диво изградените објекти до општина Велес се поднесени вкупно 9477 барања за легализација. Од нив 7864 барања се поднесени во првиот рок за легализација, додека останатите 1613 барања се во вториот рок, кој истече на 31 декември 2016 година. Надлежните служби во општина Велес секојдневно работат на решавање на овие предмети. Сакам да ви информирам дека заклучно со денешниот ден донесени се 5350 решенија за легализација. Тоа практично значи дека во Велес имаме 5350 објекти кои не се повеќе дивоградби и нивните сопственици сега имаат законско право на користење на личниот имот. Бројките покажуваат дека 57% од барањата за легализација се завршени, односно се позитивно прифанете. Имаме дел кои што се и стопирани поради разни причини. Тоа се недонесени елаборати, поставени забелешки заради неразчистени имотно-правни односи помеѓу тој што побарал и друг што исто така побарува право на тој објект. Во оваа прилика сакам да кажам дека голем дел од овие што не се завршени нема донесено барања, односно нема донесено елаборати врз кои би постапували. Иако за дел од тие што се социјални случаи ние ги изработуваме, односно катастрот ги изработува елаборатите бесплатно, упорно ги бараме одредена категорија на граѓани и воопшто не се јавуваат. Токму затоа и денес одржиме и овој прес да апелираме до граѓаните кои поднеле барање за легализација и во вториот рок, нивната временска рамка е до крајот на 2017 да приложат елаборати. Тоа е најголемиот кочничар што не може да имаме бројка од 70-75% досега завршени легализации, значи легализирани објекти без да кажам оние што се одбиени. По завршувањето на легализацијата ќе се пристапи во втората фаза, тоа е внесување во деталните урбанистички планови на сите бесправно изградени, а сега веќе легализирани објекти. Само така ќе имаме вистинската слика за состојбата со инфраструктурата и потребата на она што следи во наредниот период. Значи, јас ја користам оваа прилика да испратам апел до нашите сограѓани кои што поднеле барања за легализација, да си ги донесат елаборатите за социјалните случаи, дека елаборатите се бесплатни. Бесплатно ќе ги изработи катастарот за да ја завршиме оваа постапка. Значи, до сега имаме успешност, односно реализирани 57% од сите барања што се, ни останува остатокот од 10% до 15% се води онаа бројка кои што воопшто не поднале, само бројче подигнале, а не поднале елаборати за легализација. Значи, имаме комплетна екипа која го следи оваа проблематика, која ностоп е на терен излезена и стоиме на располагање на нашите сограѓани да ја завршиме оваа работа во текот на 2017 година во целост.